сме се собрали, а актуелна здравствената несигурност. Мислев, ова прво утро да говориме за болестите и воопшто кај е нашата надеж во оваа ситуација. Ние што имаме, работиме и си плаќаме придоноси, дел оди и за здравствено, како се викаше, осигурување, така, здравствено осигурување. Тоа е здравствена сигурност. Проблемот е што тие придоноси и не нудат навистина здравствена сигурност, зашто ако платиш на државата за здравствено осигурување, не значи дека нема да се разболиш. Затоа тоа здравствено осигурување не е сигурност, зашто здравствената несигурност е дел од животот. Никој не може да биде напълно сигурен дека нема да се разболи. И таа несигурност предизвикува кај луѓе стравови, па и хипохондрија, така се викаш, не хипохондрија. И може да се го чуле вицот за оној хипохондрикот кој мислел дека е болен од некоја страшна болест и одел на лекари, еден, друг, трет, сите го убедувале дека нема некоја болест која е опасна за животот. И така на крајот и умрел човекот, му дошол крајот, умрел на 95 години и после известно време, според неговата последна желба, на гробот му ставиле надгробен споменик со текст "Сега ме верувате, нели?" Дека сум бил болен. Да. Тоа е. Човек на крај мора да умре од болест. Секој што умре од болест на крајот на краиштата. Вела дека 10% од луѓето во светот се хипохондрици. А останатите 90% во некои периоди од животот ги напаѓа хипохондрија. Ако ќе добиш некој симптом, и нормално е да се загрижиш, меѓутоа проблем е кога на секоја болка ние почнуваме веднаш лошите сценарија да ги мислиме. Ако почне да те боцка нешто овде и продолжи до еден ден, два и доаѓа стравот да не е инфаркт, некој сигнал за инфаркт, или ако почнеш да забораваш имиња на блиски луѓе, доаѓа стравот да не те нападне Алцхаймер или пак многу други работи. Мене ми се случува тоа, верувам дека како луѓе на сите нам ни се случува. Што е проблемот со хипохондријата? Проблемот е во тоа што не доаѓаат оние црни сценарија и постои и човек бара 100% сигурност дека не е навистина црното сценарио. А пак голем проблем е во тоа што лекарите велат 90% од луѓето во текот на една недела добиват некакви симптоми. И во најголемиот дел, 90 и повеќе проценти, не се навистина симптоми за нешто сериозно, но не напаѓаат симптоми. Хипохондриците одат на еден преглед, потоа барат второ мислење, трето мислење, додека некој доктор не им каже 100%, јас ти гарантирам дека си здрав. Има еден доктор норвешки кој вели, јас на таквите луѓе им кажам дека 100% ништо не е сигурно во животот. Тоа е само едно нешто е 100% сигурност, дека ќе умреме. И кога ќе му кажам тоа, тие се уште по-исплашени. Но наистина ништо нема 100% сигурно во животот. Само смртта е 100% сигурна. Така, и здравето не е 100% сигурно. Никој од нас не е сигурен 100% дека утре ќе го доживее утрешното утро. Никој не може да му гарантира на никого дека оваа ноќ ќе ја преспи и ќе се разбуди здрав, жив. Никој не е сигурен, уште помал процентот на сигурност дека ќе дочекаме ова година до крај. Како што не е сигурно дека ќе бидеме сите здрави утре, зашто и најздравиот, и најмладиот, и најсилниот нема 100% сигурност дека нема да го нападне некоја болест, дури нема да го нападне болест која може и фатално да заврши. Тоа нема сигурност. Никаква сигурност. Без разлика на каква возраст сме. На некои луѓе им кажуваат директно, кога ќе
влезат во некакви такви стадиуми на болест, дека им остана уште малку време. И тоа е непријатно, создава уште поголема несигурност, води до грижа, до секакви притесненија во нас. Но има и добри вести. Според статистика пак, како што гледам овдека, статистиката вели дека има добри шанси, големи, дека ќе ја доживееме оваа година. Дури за оние што наполнили 100 години оваа година има добра статистика. Знаете ли што вели статистиката? Дека оние што ќе наполни 100 години, според статистика, во следните 3 години нема да умре. Обично 100-годишниците умираат после 103 години. Ако наполни 100 години, има голема шанс да ќе живее барем уште 3 години. Статистички. Никој не умре 101, 102 години. Многу ретко. Да. Так, тоа се убави убави статистики, но и овие статистики пак ништо не гарантират. Да. Ние живееме во несигурност. Тоа е факт. И колку да се молиме, да веруваме, не можеме да бидеме осигурани. Сега, во таква една реалност на несигурност на животот, има некои работи кои убаво да ги имаме во предвид постојано и се многу библиски. Например, првото е дека здравствените проблеми се, како што кажав, составен дел. Дел од животот, како што се многу други работи дел од животот. Прво Коринтијани 15 глава, тоа го гледавме пред неколку месеци, за нашите тела вели дека се прво привремени, распадливи и смртни. Тоа е тоа. Ние привремено ги имаме тие тела и затоа тие немаат траен карактер, се распаѓаат и затоа на крајот на криштата и умираат. И затоа факт е дека секојдневно искусуваме слабост. Тоест, гледаме како нашата сила и нашите тела стануваат по-слаби и по-подложни на најразлични последици, на инфекции, било што. Дури и младите, например, некој кој на 20, 25, 30 години, кој мисли дека оди нагоре, факт е дека неговото тело не е во истата кондиција како на едно бебе. И тоа се гледа со болестите. Имаме дома сега голема сипаница, дури без температура поминуваат. Веќе на 15 години, ако некој дете го погоди голема сипаница, подолу ќе трае и потешко ќе го помине. Тоа е фактот. Дека телото што драгене веќе почнува да оди кон некаква ентропија, некакво распаѓање. А после 50 години па тоа стана многу поочигледно. Кога седиш во една позиција, 10-15 минути, после треба време да се раздвижиш, да се исправиш така добро, убаво. Ке мора да одиш малку подгрбавен, здрвен и ме чуди кога краси ме прашува шо ти е. Како она да не разбира шо ми е, како да е на 20 години. Да ме праша Андре е друго, нели? Ама тоа е вистината, нели, за нас. Во 2 Коринтијани 4:16 апостол Павле вели: затоа ние не паѓаме со духот. Зошто не паѓаме со духот? Зашто иако нашиот надворешен човек тлее или се распаѓа, внатрешниот од ден на ден се обновува. Или се подмладува, со други зборови. Како што вели надворешниот човек или ова тело, секој ден се распаѓа, слабее, старее, така вели внатрешниот човек се обновува. Со други зборови има обратно пропорционалност меѓу внатрешниот човек и надворешниот, тоест нашиот дух и нашето тело. Како што старее надворешното, внатрешното се подмладува. Тоест, со годините станува човек помлад внатре. Оние што овдека имат најмногу години, тоа значи дека се најмлади во духот. Тоа е библиска вистина. Така да јас сум помлад од многу кои мислат дека сум помлади од мене. Библиска вистина. Така да, вели Павле, нашата надеж не е во тоа дека нашите тела ќе стануваат помлади со годините, туку нашата надеж е дека духот со годините се подмладува и станува посилен и посилен. И има христијани кои велат дека
Верата во Бог ќе не направи имуни на болести. Тоест, ти треба само исповед, да исповедаш дека Христос ќе те прави имун на болестите. Проблемот е што Библијата никаде, ама никаде не ни дава таква увереност. Нема такво место. Напротив, во Библијата гледаме луѓе, верни на Бог, кои биле болни, страдали од болести. Павле дори пишува колку се уплашил, на Филипјаните им пишува 2 глава, кога го пратиле Филипјаните во време на Павле, му го пратиле Епафродит. Павле, тој се разболе, ми го прати овдека да ми помага, но тој се разболе. Дури во смртна опасност беше. И јас се уплашив, не толку нели за себе си, нема кој да ми помага, ми ако умра овој човек сега, а тој дојде да ми помага мене. Заради мене сега се разболе и ќе умре. Но фала му на Господ, вели Павле, оздраве човекот. Така да гледаме и кај него загриженост од болест и од смрт. Нема, такво нешто не постои. Факт е дека, тоест ништо во Библијата не кажува дека верата ќе направи имуни од здравствени проблеми и тоест факт е дека во животот ќе напаѓаат болести, а оно што е сигурно, единствено што е сигурно, е смртта. И тоа го кажува, нели, ова. Ова го прочитавме. На луѓето им определено да умрат. Тоа е факт. На секој човек му е определено да умре, а потоа суд. Тоа е патот на нашето тело. Ние сме, како што кажав, времени, распадливи, смртни. И овдека на земјата нашиот народ вели дека сме гости, патници. За кратко време сме овде. Нема исклучок, тоест има еден член во Библијата кој предвидува исклучок. Тоест, ако бидеме живи, кога Христос ќе дојде. Тоест, нема да умреме, Христос ќе не земе. Сите нема да умреме, но сите ќе се измениме. Или Павле пишува, ние живите кои останавме, ќе бидеме грабнати заедно со мртвите кои ќе воскреснат на облаците и таму ќе го сретнеме Господ и ќе бидеме за секој со Него. Да ви кажем, јас многу сакам да паднам во тој член. Не сум како оние што велат не се плашат од смртта. Не сакам, не ми се умира на вистина. И се надам и се молам да се случи тоа и со мене, ама Божјата волја, нели? Тој решива која ќе дојде. Да. Но ако не сме во таа група, тогаш сигурно ќе минеме она ладна река на смртта. Според словенската филозофија, реката, реката смртта. Тоа е вистина, иако не мислиме, посебно младите не мислят често на тоа, на таа реалност, ама има едно нешто, дека со годините човек станува помудар и почнува повеќе да мисли за таа работа. И како што одминуваат годините, почесто оди на гробишта. Да. Си размислил за таа работа дека од тоа поколение што е пред мене, тоа е родители, Вујковци, Чичковци, скоро сите си отидоа. Може би има само еден двајца од она поблиската родбина. И тоа знак дека сега ние сме наред. Ова поколение. Ние сме. И кога одам на погреби, и ми доаѓа мислата, нели, дека тоа е, веќе ние сме таму наред, да влеземе во тој ковчег. Тоа е реалноста. Да не сакам да бидам морбиден, ама тоа е реалноста во животот. Дните на нашиот живот, колку и да напреднала медицината, а навистина напреднала медицината многу, треба да признаеме, го продолжува животот на човекот. Но колку и да напредна таа медицина, Мојсе, мислиме дека смета дека тоа е негов псалм, дните на нашиот живот се ограничени. Може би не 70, може би сега се 80, може и 90, може би 100 години да се. И 120 да се. Пак се ограничени, броени се, а повеќето време велив се во труд, болести, брзуваат мимо и така натаму и летаме. И ние заедно со годините. Така да не постои еликсир на младоста, тоа го има само во филмовите и во приказните, колку да го бараме, нема да го најдеме. Луѓето се обидуваат да продолжат и младоста
со вежбане, со храна, со операции и така натаму. Ама и тие познатите луѓе, звездите, ги знаеме какви биле кога биле млади, ние постарите знаеме пред 30-40 години како изгледале некои. И со сите тие третмани, кои ќе ги видиме сега на 70-80 години, не се како некогаш. Се гледаат, трагите на старост остават и кај нив отпечаток, иако правиле се што им стои на располагање. Сега, не сакам да бидам разбрана дека сум против тие работи, не треба да водиме грижа. Пишува Библијата, Павле им пишува на Коринтијаните во 6 глава, 2 Коринтијани, дека 1 Коринтијани, дека нашите тела се храм на Светиот Дух. И треба да водиме сметка за нашите тела. Треба да се грижиме за нашите тела. Бог не ги подарил, Бог решил да живее во тие тела, Бог направил дом од нашите тела и ние треба да бидеме одговорни, да се грижиме за нашите тела. И како христијани можеби не сме на нивото на грижата што треба да имаме, што Бог е сака од нас. Имам предвид исхрана, не водиме сметка за исхрана како христијани, треба да го правиме тоа, бидејќи Бог ни ги дал тие тела. Движење, спортување, медицинска грижа и така натаму. Сега за ботокс и такви работи не знам, не сум сигурен, не пише ништо во Библијата, но треба да водиме грижа за овие тела. Но која е мојата поента? Колку и да се грижиме, здравствените проблеми се остануваат проблем, дел од животот. Неминовен дел од животот. Така да, кога доаѓаат, не треба да бидеме премногу загрижени, тоест не треба да живееме постојано се мисли дека тие ќе дојдат, зашто тие се дел од животот. И по однос на овој сега коронавирусот, што се смени сега, за разлика од порано? Сега има уште една повеќе причина да се разболуваме, покрај многуте други. И порано имаш многу причини да се разболиме. И порано имаш многу причини за смрт. Не се случи нешто што не постоело порано. Сега, во моментот и порано во Македонија умира секој ден по 20 на души од срце, од рак, од мозочен удар. Сега ќе умира 3 повеќе од коронавирус. Тоа се сменува. А тоа дека луѓето умираат. И сега да живееме ли во паника? Е прашање. Порано живеевме ли во паника? Дека ќе имаме срцев удар или мозочен удар или рак ќе се разболи. И порано имаше опасност. И денес има опасност дека или може и тоа, па и тоа може да ни се случи. Може утре некоја диагноза, да ни поворат биопсија и да ни кажат некоја ваква диагноза која го засега животот. Тоа е животот, тоа е тоа. И сега, има една друга страна, дека Бог е лекарот над лекарите. И тој исцелува. И јас верувам во овој стих, дека тој ги очистува сите наши беззаконија и сите наши болести ги исцелува. Јас сум 100% сигурен дека Бог ги исцелува сите наши болести. И сега како? Да. Јаков вели, кој е болен, да отиде кај старешините, молитвата со вера и помазанието со мира, ќе може да го исцели, нели? Ќе го исцели. Бог користи многу начини за исцеление. Основниот начин е оние внатрешни природни сили. Тоа е првиот и најприсутниот начин за лекување на човек. Ако некој си го посече прстот, за 3 дена, 2-3 дена, ќе боли, ама за 2-3 дена и ќе снема веќе раната. Бог ни дал внатрешни сили кои не лекуваат. Ако се скрши некоја коска, тој оди на лекар, ама лекарот ништо не му прави, само ја мести да не зарасне на криво. Самиот организам прави таа коска пак да се спои и да се зарасне. Тоа е нешто што во нас се случува природно. И кој е заслужен за тоа? Бог е заслужен. Бог го создал така нашиот организам. Јас не верувам дека природата со тие безброј мутации во кои се случувала непогодната всушност, а на крајот излегува најнепогодната, зашто обично мутациите секогаш одат назад.
Меѓутоа се случила таа мутација, точно таа мутација која оди напред и на крајот сме стигнали до такво ниво што сме денес, се така да функционира совршено не. Јас верувам дека има разумен создател кој направил така, да ни дал таков организам кој се справува и со вируси, и со бактерии, и со многу други работи. И тоа е основниот начин за лекување. Ние не сме свесни колку пати секој ден самиот организам се не лекува. Имунитетот не лекува секојдневно од многу работи. Буквално многу работи. И тоа е благодарение на Божјата милост кој ни дал таков механизам во нас да не лекува. Исто така лекарите и медицината се начин за справување со болести. Треба да признаеме дека многу луѓе и ние самите сме биле лекувани со лекари и со медицина. И пак ќе кажам, и тоа напредува повеќе и повеќе, и пак сметам дека и тоа од Бог. Бог им дал разум, Бог дал ресурси да се развива и да го има тоа. Има верни лекари, посветени, одговорни, кои помагаат многу. И без кои и многу луѓе животи на многу луѓе се спасени. И тоа е факт. И на кого е заслугата? Пак на Бог. Бог лекува. И јас верувам дека Бог лекува и надприродно. Јас верувам дека луѓе кои биле болни од болести на кои и медицината не може да им помогне, со молитва по чуден начин Бог действал и биле излекувани. Па дури верувам на оние исцелителни кампањи на кои што се молат луѓе кои велат дека ја имаат таа дарба, кои се сумнителни, и јас имам сомнеш, но верувам дека многу луѓе и на такви настани биле излекувани, зашто Бог е семокен. Многу се сумнителни излекувањето, но има и луѓе кои биле излекувани. Така да Бог и на таков начин действува. И сега на прашањето, нели, верувам дека Бог сите ги лекува, на вистина сите. Јас верувам дека Бог сите ги лекува. И нека кажеме, добро, има верни луѓе кои се молеле, биле болни од некоја терминална болест и умреле. Па и тие се излекувани, според мене. Бог чекал да ја напуштат ова земја и да ги излекува. Зашто, што пише во Откровение 21:4? Во Божјото царство Бог избрише секоја солза, смрт нема да има веќе, солзи, ни плач, ни пискот, ниту болка и болест. Нема да има. Тоа значи, ако тој болен си отишол таму, треба да е болен таму. Овој стих вели дека никој таму не е болен. Тоа значи дека секој што отишол во Божјото царство, отишол здрав, излекуван. Да, болеста предизвикала смрт, ама секоја смрт на крајот на краишта е предизвикана од болест. Некој орган бил нападнат, па дури сообраќајката предизвикува престанок на работа на органите, кој е пак некако заболување, оштетување на орган. Секоја смрт на крајот на краиштата е предизвикана од некаква болест. Нема нешто што се вика природна смрт. Нешто предизвикало да откажат тие органи. Но во Божјото царство нема болест. Тоа значи дека секој одовде се заминува, оној што верува Господ, се заминува здрав таму. На крајот на краишта излекуван од Бог. И затоа сметам дека Бог ги лекува сите што се надеваат на Него. И таму ќе добиеме, вели, нови тела. Тела кои не страдат од болести, од смрт, здрави тела. Не распадливи, не времени, не подложи на смрт. Ја знаете Роза Мојсовска, сите овде, као Банско. Девојчето што веќе 54 години е во количка. Не може да се движи, раците не може да ги движи. И јас верам дури и она, иако цел живот поминала овдека на количка, ќе има такво тело и ќе трча побрзо дури и од Хусеин Болт на небото. Ќе има здраво тело. Ќе има тело кое ни најздравиот човек на земјата кој некогаш живеел не може да се спореди со тоа тело што ќе го имаме таму. И тоа е всушност нашата надеж. Не во овие тела, туку во нашето Бог ќе не го даде некогаш еден ден. Затоа кога доаѓаат такви проблеми, кога ќе се соочиме со неизбежното во животот, со болеста, да се молиме. Сега некогаш одговорот ќе дојде веднаш.
Некогаш одговорот може да дојде после 3 дена. Некогаш со години може да чекаме. Некогаш одговорот нема да го видиме се до небото. Ама ќе го дочекаме исцелението, сигурно. И тоа е нешто што треба да ни даде увереност овдека, надеж, сигурност. Дека независно од се, ние ќе бидеме со вербата во Бог ослободени и од сите гревови и од сите болести. Третото нешто е дека тие проблеми постигнуваат и добри цели. Тоест не учат на лекции кои на поинаков начин не би ги научиле. Тоест, ако сме здрави, нема да ги научиме тие лекции. Сеќавате на Павле, апостол Павле. Тој за тоа пишува во 2 Коринтени 12 глава. Трн во телото, вели, ми се даде. Очигледно станува збор за некаква болест, некаква физичка слабост. И Павле вели, се молев 3 пати. Јас верувам дека се молел. Се молел со вера човекот. Не верувам дека се молел без вера. Како што нели велат просперитетите, треба со вера да се молиш, инако Бог нема да те излекува. Верувам дека Павле имал вера. Не бил туку така некој си христијанин. И се молел упорно. И Бог не го излекува. Бог му рече, нема да те излекувам. 3 пати го молев Господа да го осрне од мене, но тој на крајот ми рече, доста ти е мојата благодат, бидејќи мојата сила наполно се покажува во слабостите. И Павле на почеткот на главата вели, на оваа 12 глава, јас бев вознесен до 3-то небо, чув таму гласови кои човечко усто не може ги изговори, и за не се превознесам во сие многу откровенија и така натаму. Че Павле, што му вели всушност Бог? Павле, ти си видел работи на небото што ги има, човек колку што не ги видел и глас што не, уво не го чул, човечко уво не чул, гласови, и толку книги напиша, толку откровенија преку овие посланија, и толку цркви основа, и толку чуда се случаја преку тој живот. И сега за не се возгордеш, да бидеш смирен, јас ти давам болест, слабост. Постојано ќе те подсетува дека ти си слаб и дека без мојата благодат не можеш ништо. И според Бог, а јас верувам дека Бог е мудар, според Бог тоа било единствениот начин Павле да биде држан во смиреност. И Бог му даде болест, слабост, да го држи смирен. Така да, кога доаѓаат такви работи, Бог има нешто добро да направи во нашиот живот. И Павле продолжи и вели, затоа со многу поголема радост сега во болеста, ќе се фалам или ќе се пофалам со своите немоки, за да се всели во мене силата Христова. Да, болестите се носат слабост, обесхрабруваат и така натаму. И многу луѓе си ги постават прашањата зошто. Нели, велиме има добра цел. Која е добрата цел? Се молиме, бараме од други луѓе да ни одговорат. Имаше еден период кога една сестра беше во многу тешка состојба од Софија, со постојани напади, болна од мултиплекс склероза, невозможно веќе, не се трпи. И ми се јавуваше често пати, скоро секој ден, јас да ја обяснам зошто се случува тоа. Дека се молам, ама не се издржува повеќе. Што да ја кажам зошто се случува тоа? Само може да ја кажам дека Бог има нешто. Како да одговорам? Не знам зошто. Но само едно знам, дека што е да Бог има, Бог сака на крајот да се радуваме во се. Бог сака да постигне такви нешта во секоја ситуација, што на крајот ние ќе видиме дека носи радост, било заради радост, било за наше добро. Само тоа знам дека Бог е полн со љубов, со добрина, со милост и се што прави го прави за добро. И тој сака на крајот да се зарадуваме. Кога ќе помине се, ќе видиме дека било за добро. Ќе дојде добро од секоја ситуација. Да треба да се молиме, да бараме мудрост од Бог, да ни даде одговор. На крајот ќе го добиеме одговорот, па макар дури и на небото. И четвртото нешто, сакам да го споделам, дека Бог е суверениот Господар во се, па и над нашиот живот и нашето здравје. Тоа значи дека Бог решава дали ќе бидеме здрави
или ќе бидеме болни, Бог решава дали ќе живееме или ќе умреме, како ќе умреме, кога ќе умреме. Тоа е во Божите раце. Како што и Давид вели, твоите очи го видоа зародишот мој и во книгата твоја се е запишено за мене, дури деновите мои се забележени кога уште не постоеше ни еден. Сите денови наши се забележени во Божјата книга. Тој ги знае до кога ќе бидат. Или Јов вели, па кога дните му се определя на човекот, кога бројот на месеците од тебе зависи, ако си му определил меѓа, преку која никој не може да помине. Значи, тој определил денови, месеци, меѓа, последна меѓа, смртта, која никој не може да ја скокне. Паѓа во неа, ама таа меѓа води кон Божјото царство. Така да, што ме така, треба да се грижиме. Тоест, може ли грижите да помогнат? Тоа е вистината. Како ќе ни помогнат тие грижи? Па, самиот Господ Исус вели, кој може со грижи да си помогне барем и малку? Или маран за малку да му придаде на својот раст? Или ако се во право лекарите, верувам дека се во право, тие велат дека грижа само може да наштети повеќе. Тие секираци може само повеќе да ја влошат состојбата, отколку што помогнат на човек во неговиот живот. Тоест го кратат животот. Што е абсурдно. Бог одредил колку да ви да грижите, го кратат животот. Секако ние сме луѓе. Не можеме да се оперираме од грижите. Јас верувам дека не е нормално човек ако се јават некои сомнежи, па дури од лекарите, и барат, нели, за биопсија или крв, за резултати, за испитување, додека не стигнат резултатите, не може во нас да нема, или притеснение, да нема страв. Но она што сакам да кажем е дека, независно од се, Бог дозволува да тргнеме по различни патишта во животот. И не секогаш ќе ја разбереме вистинската причина, вистинската цел, меѓутоа можеме секогаш да бидеме сигурни дека таа причина, таа цел вклучуваат слава во нашиот живот. Тоест ја вклучуваат Божјата слава и нашето крајно добро. И така, во што можеме да бидеме на крајот сигурни? Не можеме да дадеме одговор на секое прашање, и сега во ова време на коронавируси, не можеме да бидеме сигурни во ништо. Не можеме да бидеме сигурни дека нема да бидеме тие што ќе влезат во најмал процент, мрачен процент, нели што е. Не можеме. Но на што можеме да бидеме сигурни дека Бог секогаш ќе биде со нас. Секој. Тој никош нема да не остави. Во се, тој секогаш ќе биде со нас. И второ, можеме да бидеме сигурни дека тој не води на пат кој на крајот завршува со Божјото царство. Тоа можеме да бидеме. Тие две нешта се сигурни во животот. Никогаш нема да не остави и тој секогаш, секој кој верува во него ќе го однесе во неговото царство. Тоа е фактот. Да, треба да се грижиме, дисциплина, одговорност и така натаму, но на крајот на краиштата ништо не е 100% сигурно, само Божјото присуство и Божјото царство. И на тоа треба и да се надеваме. И тоа треба да ни даде слобода. Да живееме слободно, без страв, без паника. Нашиот живот не треба да се промени, да, освен во да станеме подисциплинирани, но сигурноста, надежта се остануваат исти, зашто Бог е истиот. Тој вчера, денес и за секогаш. И има една таква мисла која вели, кога доаѓаат бурите во животот, не чекај да поминат, туку играј на доштот. Тоа е тоа. Додека врне дожд, ние живееме. Не чекаме да поминат грмотевиците. Тие се дел од животот. Така да Бог да ни дава таква благодат, секојдневно во полнота да го живееме животот што тој ни го дал, а тој си го има најдобриот план за нас, кој си го стварува.